Државното чекмеџе е особено актуелно деновиве затоа што од буџетот ќе се црпат пари за да се ублажи ценовниот шок на граѓаните како последица од домино ефектот на руско-украинската војна приказна. Од буџетот исто така ќе се црпат пари за да се редизајнира буџетот, односно да се направи еден шнит и урнек по кој што ќе се прават и наредните буџети што ќе доаѓаат. На оваа тема за вакво редизајнирање на буџетот расправаа денеска и власта и опозицијата на едно советување во Маврово. Јас сум Марија Весова, на линија ја имаме претедничката Дафина Стојановска, која што е заменик координатор на ВМРО ДПМН и таа е сега во Маврово. Нешто малку чудно ве гледам. Треба малку да го свртите, да. Импровизација некоја направи. Да, импровизација, ама обратно, зашто вака треба и јас да се свртам за да ве гледам. Значи, вака свртете се затоа што ве гледам. Свртете го мониторот. Така. Сега е добро. Добро. Ама тоа знам дека од студенилото во Маврово синоќа кога се слушнавме какво е времето, Дафина ми рековте грч ладно е. И натаму е грч ладно? Да, многу е ладно и исто така многу врне снег. Жалам што не можам да ви ја прикажам оваа идила снежна. Па добро, уште малку со идилата, оти после во 3 сатот кога ќе се вратите у собрание, една нова идила ве чека. Така, велат кога е многу ладно, вика куче и маче заедно под исти покрив спијат. Ама вие ноќеска под исти покрив бевте и власта и опозицијата на ова советување, што треба да го донесете новиот закон за буџети, што всушност значи да се направи еден урнек или бурда терк како во иднина ќе изгледаат сите буџети што ќе се носат. Кажете ми, што ви ги стоплени разликите ова ладно време што ги имавте во креирањето на новиот закон за буџети? Знаете како, Марија, кога се зборува за буџет и она што направивте некоја символика со покривот, ние не бевме само ноќеска под ист покрив, ние сме постојано и во собранието под ист покрив. Ама добро, вака на ладно и на снег. Така да ги усогласиме ставовите барем околу вакви прашања од кои што навистина зависи буквално животот на секој еден граѓанин во Република Македонија и токму заради тоа оваа работилница ја посетивме пратеници од власта и од опозицијата. Веќе втор ден разговараме и во завршна фаза се дискусиите. Што би можела да кажам, овој предлог, нов предлог на закон комплетен на буџети, нели се однесува на законот за буџети постоечкиот кој што за жал функционира веќе од 2005 година. Мислам дека е доста доволно долг период изминат за да навистина реално овој закон навистина треба да претрпи измени или едно ново законско решение. Добро, овој закон нуди редизајнирање на веќе постоечкиот и има некои новини, вие ќе ми ги кажете новините. Новитети, само хронолошки би сакала да кажам дека овој закон на самиот предлог закон стои датум од владата. Предлог е Фатмир Бесими, тогашниот заменик министер, а сега актуелен премиер, од 21 јануари 2021 година. Во собрание е примен со датум 22 јануари. Седницата на Комисија за финансирање и буџет прво читање е одржана на 22 март 2021 година. На пленарна седница прво читање на овој закон е поминат на 1 јуни, мислам, 2021 година, 41 седница пленарна поред и дури замислете, еве сега станува повторно актуелна оваа тема. Одговорот за тоа зошто еден ваков закон се одолговлекува, велиме е битен. Не знам, можеби сега, бидејќи се најавува или се очекува да имаме ребаланс на буџет, па власта се сети дека имаме ние веќе во собрание еден предлог закон. Ама добро, да бидеме искрени, вие еден период одмаравте целиот парламент и пред изборите и после изборите, па потоа се екипиравте за да се донесе буџетот, да биете и конструктивна опозиција, сите тие работи. Ова не го кажувам во одбрана сега на власта, туку и вака. Не. Зашто имавте и толку пролонгирање на носење на еден ваков закон? Не, јас не случајно ги споменувам хронолошки датумиве. Темпото на работа во собрание го диктира председателот на собрание. Ајде да речеме, имавме ребаланс на буџет во јули 2021. Ајде да речеме август колективен одмор, да речеме септември и октомври беа месеци на предизборие. После нив Комисија за финансирање и буџет останува без председател, но во периодот од 1 ноември до денес
председателот на собрание кој што ја има таа деловничка можност, има свикано дури 6 комисии, седници на комисија за финансирање и буџет, но на ниту една од нив не е ставен овој предлог на закон за буџети, што доволно зборува за тоа колку е битен овој закон, или е станува битен само тогаш кога или ќе се изврши некоја интервенција од страна, или кога предвидувам дека ќе следува скоро ребаланс на буџет, па да се обидеме да го имплементираме овој закон. Што е тоа што ново ќе придонесе во квалитет на функционирање на еден ваков закон за буџети? Прво тоа е фискалниот совет. Да, фискалниот совет како едно ново тело кое што со овој закон треба да се донесе, кој што членовите негови треба да ги бира собранието, односно на собрание да се изгласат. Во моменталниот предлог на закон, предлогот е овој фискален совет да има 3 члена. Ние како опозиција, тоа се од МАНУ, од Народна банка и веќе од државниот ревизор кој што Државен завод за ревизија и МАНУ. Ние сметаме дека Државен завод за ревизија е малку дискутабилно, или би рекла ќе има конфликт на интереси доколку така остане, бидејќи Државниот завод за ревизија е тој кој што врши ревизија на Ама он има двојна контрола, и надворешна и внатрешна контрола. Двојна така, ние сега контролор. Ние би предложиле да овој совет има наместо 3 да има 6 члена, истите да доаѓаат еден од МАНУ, еден од Народна банка на Република Македонија, значи тука се согласуваме, но ние наместо Државен завод за ревизија би предложиле да има еден член од стопанските комори на Република Македонија, да имаме еден член универзитетски професор од економскиот факултет кој што доаѓа од универзитетот кој што е најдобро рангиран според Шангајската листа, и еден член да доаѓа како предлог на собранието на Република Македонија. Понатаму предлогот е ова тело, овој совет да има мандат од 5 години. Би дискутирале од 6 години би дискутирале тоа се веќе тие материјални расправи кои што дури и обичниот граѓанин не го знаеме и не верувам зошто треба да го интересира. Она што е битно, функционирањето на овој совет. Според законот како што е, тој треба да има советодавна улога. Ама, точно, знам, вие ќе побарате таа улога да се појача заради зголемување на контролната функција на тоа како ќе се арчат парите, тие што ќе контролираат како ќе ги арчат парите од буџетот. Па точно така, знаете, не сакаме да се случи и со овој закон праксата која што за жал многу пати е повторена, бидејќи ние стануваме експерти во однос на носење на одлични закони, но не можеме да се пофалиме со експертиза во однос на имплементација на донесените закони, така да не сакаме овој фискален совет само да остане како добро осмислен на хартија и во овој предлог на закон, но во реалноста да остане повторно владата, односно Министерството за финансии, оние кои што ќе го имаат главниот збор при поднесувањето на еден буџет, односно сакаме при поднесување на буџетот во собрание истовремено или пред да дојде во собрание веќе да биде креирано и мислење од страна на овој фискален совет, чија што нели основна функција меѓу другото е тоа, и заедно со буџетот да го добиеме и мислењето на овој совет, и при тоа да можеме да направиме една компарација каде се забелешките на фискалниот совет, што на тоа би кажал предлагачот на буџетот и така натаму. Да не остане тоа само добро запишање на хартија, а мислењето со една добра како информација со власта можете ви амандмански тоа да го решите и да го уредите. Тоа е само зборам, фискалниот совет е една од новините. Друга новина е, колку што гледам во законот, е да се овој буџет ќе се раководи, односно законот за буџети ќе се раководи од фискални принципи и од фискални правила. Што тоа ќе значи во подобрување на контролата како ќе се трошат парите од буџетот? Точно така, значи извршена е замена на терминот буџетски начела и цели во термин буџетски принципи, со што јас се надевам дека оваа промена би ја надоградила, односно би ја зголемила фискалната одговорност, бидејќи на крајот на криштата ние можеме да добиеме одлично проектиран буџет за одредена година, но каде е тука одговорноста доколку делот тоа не се реализира, и не повторно, ќе повторам, не да биде тоа само како информација
во делот и толку без да има одговорност, без Ама тоа некој нема за да биде само информација, Дафина, зашто знаете во тој член 10 за фискални правила, веќе е нотирано дека вкупниот долг на општата власт не сме да надмине ниво од 60% од номиналниот БДП. На општата власт не сме да надмине 3%, Тоа е дефицит од 3%, ама тоа е дефицитот, а вкупниот долг е 60%. Да, така што тука е регулирано тоа. Но се вели во законот, после треба да се образложат причините и толку. Значи, во ваква состојба, особено ако анализираме моменталнава состојба во државава, јас не само затоа што сум од ВМРО ДПМН, него апсолутно целокупната моментална состојба во држава не бара само некој да ни ги образложи причините зашто сме дојдени до тука, туку некој треба да одговара. Конкретно ние бараме предвремени избори и оставки затоа што ова е неиздржливо. Еве гледате и денес што ќе се случува во собранието. Ние веќе во собрание имавме предлог на закони 11 дена кои што чекаат. Зошто денес Добро, да биде? вие мислите да како опозиција дека сега државата нема пари во буџетот за да може да го сервисира овој ценовен ублажување на ценовниот шок на граѓаните? Дека ќе треба ново. Тие тоа најдобро го знаат. Тие тоа најдобро го знаат, на нас останува да се сомневаме. Но тие тоа најдобро го знаат. Не случајно имаме вакви одговлекувања. Ама министерот за финанси ни беше и гостен сега пред да се вклучите вие. Па го праша, го следевте. Значи, тие пари они ќе ги црпат, има во буџетот, знаете и вие подобро од мене, 29 милиарди кои што се за функции на државата, ама ги чува Министерството за финанси. Рече дека од таму ќе се црпат тие пари. Дека има доволно пари за да може да се ублажи овој финансиски шок на граѓаните. Останува да видиме. Јас сепак не се тоа би го примила со резерва, бидејќи ние кога се носеше буџетот за 2022 година многу критикувавме на пренапумпаниот буџет и на делот кој што секогаш останува за непродуктивни трошоци, делот кој што е наменет за капитални проекти секогаш, иако е намален, никој не води сметка за тоа колку е неговата реализација и затоа велам заради овие причини ние сме дотука докај што сме. Заглавени тотално. Има една друга новина, а тоа вчера дискутиравме и со ваши колеги исто од вашата партија, а тоа е дека ќе се формира посебен фонд во буџетот кој што ќе биде наменет за така да речеме не дај Боже за црни денови. И тој фонд никој не може да ги реалоцира парите од тој фонд. Ќе стои тако. Така тоа ни го објаснија вчера организаториве на оваа работилница од се извинувам. Вестминстер Фондацијата за демократија така ни го објасня, исто така и ние се заинтересиравме, па прашавме што ќе се случува кога ќе замине една календарска фискална година, ни кажаа дека тие средства, еве како што и вие велите, нема да се чепкаат, остануваат, ќе се надополнуваат, ќе се префрлаат и за наредна година и за ситуации како што велиме не дај Боже да не се случат, но тие средства нема да трпат никакви пренамени освен за случаи да речеме земјоделие, поплави, слани, замрзнување и така натаму, таков пример ни даде. Ама денес задутре некогаш и вие ќе бидете на власт, па овој закон добро ќе ви дојде затоа што тука точно ќе знаете како се парите, како ќе бидат наменети, како ќе се прави таа контрола и сегашната власт која што ќе ви биде опозиција исто така еден ден, ќе знаете дека овој закон заеднички го правевте за да може да функционира убаво буџетот. Точно така, ние не само на овој закон, ние на секој закон треба да гледаме не дали сме власт или опозиција, да гледаме со око на еден граѓанин на Република Македонија. И точно така и забелешки поднос на овој закон има и колегите пратеници на власта. Не зборувам дека само ние имавме забелешки. Ме разбирате, дајте да донесеме, дајте, од нас зависи и мислам дека ќе направиме некој закон кој што навистина барем не можам да кажам 100%. Ама тоа не е невозможна мисија, вие го имате институтот и комисиски, бидејќи сте од комисијата за финансирање и буџет. И имате други форми во собрание преку амандмани како тоа да се уреди, не е нешто што не може. Еден од закони кој што е поскратена постапка, но тоа не значи дека требаше да се злоупотреби сега поредовна постапка, се извинувам, па да се злоупотреби и да стане закон кој што ќе се разгледува еве како што сме сведоци после измината година и еден месец, така да мислам дека имаме време доколку би се свикала комисија за финансирање и буџет, имаме рок 2 дена пред таа комисија
да биде свикана за поднесување на амандмани, така да мислам дека и работилницава ќе ни помогне доста во тоа да се усогласиме околу забелешките, ставовите и да донесеме нешто заедничко. Од тоа што го читам овој закон, мене дополнителен импулс, доверба ми влегава дека ќе биде и кондиционно сериозен како закон за буџет и идните буџети што ќе се носат, од тоа што века во членот 7 се уредува управувањето на средствата што се добиени од Европската унија. Тоа значи дека од буџетот на Европската унија исто така ќе се донираат, ќе се инјектираат пари во буџетот наш македонски и тие ќе бараат соодветна контрола на нивниот, тој буџет е наменски од Европа. Так. И од тука мислам дека и двојната контрола нема да биде на одмет да се види како ќе се арчат парите. И поголема сигурност па и за вас опозицијата. Сигурност и поголема транспарентност че имаме. Вчера ни објаснува дека при предлог на буџет во собрание че имаме можност да видиме не само ставки на конкретно само на едно министерство, туку и подетално, например, ако сакаме некоја информација да добиеме за некој буџетски план, пример средно училиште, и тоа ќе не биде достапно, така да мислам дека во тој дел овој закон е навистина подобрен и затоа мислам дека ќе добие поддршка и од опозицијата, секако со поставајќи можност за амандмански да интервенираме онаму каде што веќе имаме неколку забелешки по едно, мислам, околу 10. Особено тоа што сега се дава можност со овој закон и граѓанската иницијатива да учествува во давање иницијативи и креирање на буџетот, па така тука имате широки можности и алатки да го дотерате буџетот по мера. Да се можност, односно период пред законот да се поднесе во собрание како предлог, пред буџетот да биде поднесен во собрание, да имаат можности граѓаните и на единиците на локална самоуправа. Ама тоа веќе законски е предвидено, нотирано, тоа треба и да го донесете. Сега, значи вие треба да се го изчистите снегот, пут под ноги, што викаат сребите, и да дојдете во 3 сата да се нацртате во собрание. Во собрание подготвен. Во собрание нема да ви треба бундата, зашто таму ќе биде една жешка атмосфера. И се од тоа што вчера го гледавме и вашите колеги нели од партијата како се изјасни, очекуваме каква ќе биде таа жешка дебата, па ќе се носиме и чадори малку да се заштитиме од таа жега. Има ли можности сепак и вчерашниот и денешниот ден на ова советување поврзано со буџетот? Сепак да им влезете во положение, односно се вела да влезете во чевлите на владата со мерките што таа ги носи, а вели се за ублажување на вистина на ценовниот шок на граѓаните. Може ли да им влезете во нивните чевли? Не, ВМРО ДПМН предупредуваше дека до ова ќе дојде. И не можат тие сега како влада да кажат дека итноста, брзава реакција, ако може да се нарече брза, е заради кризата во Украина. Мислам, се што се случи до кризата со Украина, да направиме една анализа колку имаме дотука долг и колку поскапувања имавме, ценовни шокови, кризи 4, така. Од денес натаму може да зборуваме за сите интервенции што би се правели од страна на влада и Министерство за финансии, дека е поради кризата во Украина, но до денес тука одговорна е само владата. Ние предупредувавме дека до ова ќе дојде. Пред година и пол имавме протест во однос на поскапувањата на струјата, тие се смеја. За таа година и пол нека ни се смеат, но дали нешто превенира, дали се подготвија за тоа дека ќе има поскапување на струјата, за да денес единствено оправдување им биде тоа што на цела берза во Европа струјата поскапела. Да, но каде беа нашите подготовки по однос на тоа дека сме имале информации дека до ова ќе дојде. Така да мислам дека во текот на денешниот ден ќе се донесат овие закони, меѓутоа останува да кажам во меморијата, ако во ништо друго, или во архивите на собрание ќе остане запиштено лицемерието на оваа влада, на премиерот и на министерот за финансии, кои што велат итна седница да се свика по однос на нивните предлог закони, а веќе во собрание 11 ден е како ги имаме речиси истите предлог закони, би рекла со подобри предлози се нашите,
И нели тие се власти, нели тие закони можат да трпат амандмански измени, мнозинство се, амандманите ќе им бидат изгласени. Тоа е тоа лицемерие. Ама и сега добро, Велатова еве го денеска министерот за финансии ќе биде нели како предлагач на овие пакет мерки во собранието. Вие веќе со денови излегувате како опозиција и нудите амандмански решенија и интервенции во овој пакет мерки. Па може ке се од кај да знаете, може би е нешто што може да се вклучи во тоа што е нивната агенда за ублажување на кризата, на ценовниот шок во земјата. Јас ќе кажам, тие се умешни во креирање на некое, не знам, математички игри, прават со бројки, па прават некои пресметки, но пак морам да ги споредам нашиот со нивните предлози. Според нашиот предлог, цената на литар гориво бензин кој што сега е близу 100 денари, јас вчера имав еден статус, бензинските ни станаа како продавниците се за 99, жалосно, но вистинито со нашиот предлог литар бензин ќе изнесуваше 80,2 денари, со нивниот ќе изнесува 82,30 денари. Или со нашиот предлог, транспортните предпријатија кои што се најзасегнати со моментално во поскапување на горивата, тие ќе плаќаат повеќе за 10% од колку она што ВМРО ДПМН го имаше како предлог. Значи, лицемерие, како да ви кажам, немам друг термин освен лицемерие. И да, ние ќе го поддржиме, ќе ги поддржиме овие закони. Зошто? Затоа што истиот случај како што беше кога го поддржавме законот за минимална плата. Ние имавме подобар предлог, тие не го поддржа нашиот амандман, но не може да очекуваат не заради нив, туку заради алармантна состојба во која што ни се наоѓаат граѓаните, ние ќе го поддржиме и овој закон. Но лицемерно е да велат дека се грижат за граѓаните, затоа што реалноста е дека не се грижат. Затоа што сега и со намалување на акцизата на 10% од 18%, поголем процент ќе оди пари ќе собира повторно владата. Нека пресметаат економистите, еве Фатмир Берсими денес може да ни каже колку се грижат за граѓаните. Тие се грижат за нивните джебови. Гледаме, сведоци сме кој деновиве отвара фирми за производство на електрична енергија, чиви луѓе се тие, така да се ни е јасно. Дафина Стојановска, чувајте се риториката денеска од 3 сатот ќе ви треба, ви благодарам, а впрочем не се убива за јавно кажани ставови. Вие тие ставови ќе ги конфронтирате со ставовите на владата денеска на седницата. Ви благодарам што бевте гостин во утрински брифинг и со кроце по полека дојдете ни во Скопје. Тоа беше замник координаторката на ВМРО ДПМН, Дафина Стојановска, се јави од советувањето во Маврово за законот за буџетот. Јас сум Марија Весова, ви посакувам пријатен викенд.